Јасниот поздрав, бидејќи тоа не беше само испружена рака, туку од срце кон испружена рака, што е доста типичен поздрав за неонацистите. Почитувани гледачи, добре дојавте на уште една програма, 14-та поред, повторно во друштво со Здравко Савевски, Руфат Јашари и јас, Александар Митров. Продолжуваме да говориме на теми со кои што го анализираме општеството во кое што живееме и се уште покажуваме одважност да не престанеме да збориме за овие теми, иако во јавниот дискурс некогаш се овие теми и вулгаризирани и доведени до едно ниво на неважност или да кажеме забава за народните маси. Често се случуваат политички настани кои што нас себе како некои револуционери, левичари, комунисти, социјалисти не прават и да се отргнеме од политиката гледајќи ја толку површна, не демотивира и дури прескокнуваме многу настани кои што се јавно доста експонирани. Меѓутоа, еве сега ќе почнеме да анализираме еден таков настан, да не им го препуштиме само другите либералите и десничарите да го анализираат. Например, церемонијата на инаугурација на нов и стар претседател на Америка, Доналд Трамп. Интересна инаугурација за јавноста, покрена исто многу прашања на двете така наречени спротивни страни, либерали и конзервативци. Така да ќе се збори доста на оваа тема и веројатно се збори на различни подкасти, емисии, ТВ емисии. Сега доаѓа ред и ние да даеме наш поглед на тоа што го видовме. Видовме на церемонија, за мене можам да кажам прв пат гледав ваква церемонија во мојот живот, секогаш сум избегавал да гледам тоа, кој ќе гледа кој е претседател на Америка, мене интересираат политиките што се проведуваат, ама сега видов многу интересна работа на церемонијата, дека беше, за мене што беше интересно, дека беше поддржана од свештенички лица во Америка, веројатно тоа е традиција. Значи, доаѓаат заедничка молитва прават со сите, пак на некој начин Америка се представува и како секуларна држава во светот, меѓутоа гледаме дека е темелно доста религиозна држава, поврзана е со религиозните институции. Значи, имаше протестанти од различни деноминации на протестанти, како официјални, потоа имаше од некој рабин, имаше од исламска заедница, имаше од црната црква, еден таков некој доста инспиративен говор, кај што сите беа допрени, што делуваше дури на некој овие од стендап комедија, така енергетски го донесе тоа. Значи, многу на таков начин е поддржан као Трамп, кој ќе донесе баш верба во нова Америка, во американската нација ќе ја дигне, пак и американската раса дури беше спомнато во некој теми. Значи, многу работи кои што може да ги збориме вака на долго доев, али највише бев допрен од тоа, иако и други интересни работи беа. Ама тоа исто дека Господ е со Трамп, дека пак оваа нација верува во Господ, на парите им стои во Господ веруваме и така натаму. Сега ако аз се прв инспириран да ми се уклучи тука со негов поглед на ова, на церемонијата само да почне, па понатаму за политиките што ќе ги носи. Добро, за церемонијата ете да го фатиме тој дел, макар што не е толку важен дел околу присуството на верски лица. Значи, то во одредена линија, значи не е нешто нетипично, дури и за секуларни држави, дури и во Македонија сето тоа го има. Има во однос на секуларноста радикален принцип и умерен принцип. Например, радикалниот принцип е типичен за Франција и за Турција, додека останатите земји повеќе се за еден поублажен принцип на секуларизам. Не е то толку проблематично. Проблематично е делот каде што во американското општество, кое е втемелено уште од самите почетоци на од луѓе кои избегале од Европа бидејќи биле гонети поради религиозни причини,
Значи, во американското општество религијата е многу важна, дури и на самата валута, доларот, пишува во Господ веруваме. И во одреден сегмент од нивното општество е доста фундаменталистичка. Значи, обично и тука мислам дека е важна тема, иако не е баш темата на разговор. Обично, кога се зборува за религиозен фундаментализам, тоа се подразбира дека тоа било само муслиманскиот, исламскиот фундаментализам. Не, постои и христијански фундаментализам. И во Америка тој христијански фундаментализам е најзастапен од светот. И тие луѓе се доста радикални и многу често кога ќе видиме сваќањето на Исус, учењето на Исус, тие баш не го сакаат својот ближен, така што доста е важно прашање дали тие навистина се христијани или не. Доста од тие луѓе се мотивирани од омразата и фактички се дел од радикалната десница во Америка, кој сака да ги исчисти тие елементи од нивното општество. Значи, доста радикална и доста, би рекол, не христијанска позиција зафаќаат тие христијански фундаменталисти. Но се голем дел од гласачкото тело, односно главен дел од гласачкото тело на Трамп, веројатно, и затоа такви церемонии кои што ќе му се допаднат до тоа гласачко тело. Постојано во неговите говори и претходно и сега цело време тој алудира на тоа дека ќе направи пак Америка горда, голема, сега објави некои претензии територијални, пак Панамскиот канал да ја врати контролата на Панамскиот канал, што некогаш ќе имале американците кон Гренланд аспирации. И сега многу е интересно за нас што секогаш ние и во наши кругови, па и во други во кругови на теорија на завера се збори дека светската влада главно е концентрирана во компаниите кои имаат седишта во Америка и така, и тие секогаш доаѓаат на власт, дали со демократите, со републиканците, но сега првпат гледаме толку јавно присуство на директорите на сите корпорации, значи првпат јавно веќе не се ни срамат пред светот да покажат дека ние застануваме за овој председател кој ги пропагира нашите идеи за светот, како ние сакаме да го владееме светот. Значи првпат толку јавно и безсрамно некого покажуваат. Се имаш некој мисли за... Да, се согласувам. Тој Deep State, баш оној Deep State. Најпрвен би се осврнал на тоа, на почетокот на твоето излагање, на отварањето, се согласувам многу со таа констатација дека дури ни се создава некој вид на аверзија од сите овие случувања, како да сме разочарани што текот на нештата не се одвиваат според она што не ние мислиме, туку објективно е правилно. И токму во минатата емисија го адресирав тоа, околу така наречените што ги нарекуваат мим левичари, затоа што тие всушност се секогаш во тек што она е актуелно и ни го сервираат. Сега медиумите, социјалните мрежи се главен информатор за некои работи и преку нив се информираме што е она актуелно, мада и ова што беше се актуелно беше ептен бомбардирано и не можеше да биде неприметно, беше доста скандалозно, да кажем. Во однос на Deep State што спомна, тука и би се надоврзал и на фашизмот. Некако, како што кажа и ти, како да не се срамат, немаат ни потреба да бидат лицемерни. Знаеш, кога доаѓа до таков степен на нештата, да се активира фашизмот, да се персонифицира во одредена политичка фигура, некоја личност, сега како да немаат потреба од тоа, барем моје мислење околу тоа осврт, затоа што левицата не атакувам, не судам, чисто како нека објективна констатација, премногу е пасивна некако. Светско и генерално гледано левицата индиферентна не е, се има отпор, има активизам, има активност, но некако го нема оној интензитет од 19-20 век, почетокот на 20-тиот век, нели со подемот на Хитлер и сите тие збивања, сите околности што довеле на подемот на фашизмот, но и тогаш
имало кокетирање, одредено кокетирање, да кажеме, например, нели во предзнакот на префиксот на Национал социјалистичка партија и се декларирали како социјалисти. Во тој даден период кокетирале нели со работниците, за да ги привлечат, да ги атрактираат работниците и за да подоцна ги уништат сите тие синдикати, сиот отпор, сиот левичарски отпор. Хитлер баш нели доаѓа како реакција на подемот на левицата, како Всушност и Трамп, мене ја гледам некој линк, сега не мора да значи да ги поистоветувам, али сакам да кажам и во тој даден период нели Германија се перцепирала како одредена, како врв на цивилизација. Како сега нели Америка што е супериорна во ова, супериорна во она, и што направил Хитлер всушност го дигнал оној фурнир. И одеднаш се виде сеото она што е гнило, сето она што е лошо во самото германско општество или во германскиот систем политички, оние капиталисти што се и некако како да се повторува она. Сега него ли му се обрати Елон Маск со поздрав од кога му се... Види, според мене, чисто накратко кажано, ако историјата се повторува, околу Елон Маск две корелации ќе направи. А ако се повторуваат романските поздрави, видовме како висат на опачки оние што поздравувале со романски поздрави, но една корелација исто интересно која веќе споредувам две временски секвенции, да кажем. Можеби Елон Маск, према кога имам огромна верзија, не го знам бекграундот. Свесен сум, знам како стигнал до тоа што стигнал, но како да имам верзија претходно на што го кажавме, да истражувам околу него како личност, како ентитет ли, што и да е. И сакам да кажам, ме потсеќа на Хенри Форд во 40-тите години, па и 30-тите. Всушност и тој имал линк со нацистите. Не знам дали челик, дали автомобилски делови, пологично ми е автомобилски делови или нафта, не знам со што. Да. Опел, оние гасеничари, оние камиони биле подпомогнати од Хенри Форд. Исто и самиот поздрав, некои велат се повикуваат на она дека има одредена блага форма на аутизам, аутист, ADHD, што и да е, и јас се само диагностицирав со нешто такво, но не одам наоколу со, не знам, кокарди, со кукасти крстови или шаховници или нешто такво, така што да, некако се релативизира сето тоа. Да, тоа важно е, пробаа да го релативизираат и во добра мера и им успеа. И тоа кажува за ситуацијата со асоцијалните мрежи. Значи, ако имаш доволно следбеници или ако платиш одредени тролови нешто да прават, тоа еднаш можеш да создадиш контроверза на прашање кај што нема контроверза. Значи, зборуваме за човек кој потекнува од Јужна Африка. Значи, не мора тоа да значи. Не секој белец во Јужна Африка е склон да го поддржува апартхеидот што постоеше таму или белечкиот супрематизам на црнците. Но, одеднаш, кога ќе се стави тој дел со останатите секвенции, одеднаш станува нешто пологично. Значи, таков му е позадината на Илон Маск, потекнува од Јужна Африка белечко семејство. Понатаму, сега почна да ја мобилизира и да ја поттикнува и помага радикалната профашистичка десница во Европска унија, особено во Германија. Уште една важна секвенца. И трето, јасниот поздрав, бидејќи тоа не беше само испруžена рака, туку од срце кон испружена рака, што е доста типичен поздрав за неонацистите. И одлично што го спомна Хенри Форд. Дали Хенри Форд бил самиот фашист? Можеме да речеме дека најверојатно не бил, но имал симпатии кон фашизмот. Исто, тоа што Илон Маск отпоздрави нацистички, тоа не значи дека тој, барем за сега, дека е нацист. Но,
тој очигледно има симпатии и тој поздрав беше упатен кон тој дел од поддржувачите на Трамп. Исто така, значи, можеме да најдеме цела серија на примери каде што Трамп забрзано влегува во чизмите на Хитлер. Меѓу другото, го имаме елементот кај што е поддржан и Хитлер и Трамп од најбогатите луѓе во општеството, а истовремено шпекулира, кокетира со работничката класа. Кокетирањето со работничката класа го има и кај Хитлер, и кај Трамп. Значи, фактички има, и тоа е многу жалосно, доста добар дел од белата работничка класа во Америка го поддржува Трамп и мисли дека тоа што ќе му даде огромни привилегии на капиталистите, дека ќе било во нивна корист. Но, ете, моќта на национализмот ја злоупотребува. Значи, мораме да ги видиме тие елементи кои наликуваат на фашизмот кај Трамп, бидејќи она што обично кај нас се смета дека е фашизам, значи нацизмот на Хитлер, нацизмот каде стигнал во 40-тите години. И мисла дека нацизам е нацизмот во 40-тите години. Нацизмот во 30-тите години беше исто така нацизам, но не беше она што стана во 40-тите. Така што, кога зборуваме дека Трамп влегува во чизмите на Хитлер, тоа значи дека имаме ова временска разлика во предвид. Значи, Хитлер од 30-тите тоа што го правеше, ги направи работите во 40-тите. Но во 30-тите не беше она што беше во 40-тите. Да. Така има и сега опасност. Се согласувам со тоа, тие малте него ги монополизира сите медиуми, ги откупиле дури. Еве, например, со купувањето на Твитер, тој му служи како даери, како дневник. И со самото отварање, например, на неговиот акаунт, на неговото корисничко овакво, може да се види дека он константно има континуитет на поттикнување на некои изолирани случаи. Например, секој кој што патувал до Милано или било кај, може да види одредена група на мигранти кои што се собираат и, например, може би некој празник или што и да е, во било која провокација да е. Сепак тие се изолирана група и се покажува, например, со нивното домицилно знаме и тој тоа го промовира, знаеш, кетчи да биде онака, вау, знаеш, да ги инспирира западните десничари да атакуваат кон тоа, ова е закана. Но меѓутоа има уште една констатација, еве лично, и сите други што пропатувале во тие региони, може да се од безбедносни причини, секогаш има некој веко паркирано, некое оклопно возило наоружени со автомати луѓе, што мене ми беше малку како шок. Например, тие луѓе де факто се држени на нишан, како потенцијална закана за тероризам или слично. Така што... Добро, он ја презентира моќта, се презентира како моќен лидер, харизматичен, уверен во тоа што го прави. Па една од работите, он поттикнува и позитивни чувства кај своите следбеници, например, организираше и парада после церемонијата. Значи, со парадата потсеќа на создавање култ на личноста како што се создаваше и социјализмот, да земји и фашизмот се подразбира, така да сите што говореа, него му даваа благодарност и така под него се хиерархиски се поставува и он сега сака да се постави како некој што го доминира светот и е добар татко на нацијата и така натаму, значи поттикнува позитивни чувства, значи тоа добро го работат. И сега од друга страна сите тие работи кои што ги спроведува се антипрогресивни, можеме да кажеме, нели, политиките кои што ги промовира и почна веќе да потпишува одлуки со кои што застанува на тој пат на Америка да припаѓа на некој заеднички цивилизиран свет и демократски рамноправен до некаде, сакат пак да се убеди себе и да ја убеди јавноста Америка дека се најсилни, дека се хегемони, дека не зависат од претходните договори со Обединетите нации и така што правеле, така да истапува од сите тие меѓународни договори, пробува кажува дека повторно ќе врати традиционалниот поглед кон семејството, кон различните сексуални малцинства или било што. И сега мене ми е едно, пред да ги коментираме овие политики, мислам дека со тоа
дури им прави услуга на либералите. Значи сега имаат они зашто да се фатат кога еве го овој фашист, ама да се фатат со тие само површни работи во кои што они не се согласуваат со него, а они придонесува за он да се врати на власт на многу начини. Сега мене ми е тоа дали ова, како некој прашање поставам, дали ова Елон Маск што го правеше, дали го прават некогаш и свесно само за да провоцираат и за постигнат од другата страна дека има некоја либерална опозиција од демократите. А реално тие две структури се толку слични и високи, само се козметички се разликуваат во некои делови однос на Сушност и правата на таа малци. слободија може би е затоа што и нема некоја опозиција, тоа ми беше поентата. Сега, например, кога зборуваме за спротивставувањето на фашизмот, на Трамп, тоа дефинитивно, да речеме, левицата не треба да ја повтори доста често грешката што се прави. Ајде ќе се обединуваме со либералите кои фактички го овозможија доаѓањето на Трамп. Значи, Бајден беше толку голема катастрофа, толку десно замина, што едноставно било кој прогресивен човек не му се гласаше за него и фактички на претходните избори Трамп победи бидејќи огромен број на луѓето што претходно гласаа за демократите не гласаа за него. Значи затоа победи, не за некоја друга причина. Така што не сметам дека треба да има обединување со либералите и францускиот модел кој левицата го истера минатата година е методот. Значи, кога Макрон повика на предвремени избори, по предпоставка сите ќе се обединат и сите ќе се обединат зад либералите како НЗС, едноставно левицата одговори да, ние ќе се бориме против радикалната десница, против фашизмот, ама не со тебе. Така што тоа е методот. Ако сакаат либералите заеднички фронт против фашизмот и против радикалната десница, ворете да се обединиме, ама на наши принципи. Ако не сакаат либералите да се обединиме зад нивни принципи, тогаш као сека нема обединување. Едноставно мора да држиме позиција. Маск тоа што го направи е само највидливиот дел од фашистичката матрица. Например, ја забележа тоа моментот кај што тој потпишуваше, прво ја имате најавата на ново златно доба за Америка, што многу потсеќа на 1000-годишниот Рајх што го најави Хитлер. Многу забрзано влегува во неговите чизми. Тоа е голем проблем. После имаме проблем кај што веднаш почна да потпишува извршни наредби со кои ја одзема де факто законодавната власт на Конгресот, значи, прв момент, и второ, дури отворено го крши Уставот на Америка. И сега, оној проблем со кој првично се соочи Хитлер на доаѓањето на власт, тој ја има извршната власт, ама законодавната власт ја нема. И одеднаш ги принуди своите приврзаници, ги убеди, своите приврзаници во Рајхстагот да гласаат за законот за овластување, со кои самите се лишија од овластувањата законодавни и му дадоја на Хитлер право да владај преку извршни наредби. Значи, тој закон за овластување на почетокот од доаѓањето на власт на Хитлер е многу важен. И тој ја овозможи неговата власт. Така што ги имаме сите, ги има елементите на империализам, што личи на Лебенсраум на Хитлер, ја имаме омразата кон барањето на жртвени јагниња. Значи, за Хитлер тоа беа евреите, сега се муслиманите и општо имигрантите. Значи, и она што јас се плашам, дај Боже да грешам, е дека ќе предизвика големо страдање преку истерувањето, протерувањето на бегалците, на мигрантите, на имигрантите, бидејќи и повторно да се подсетиме, значи финалното решение на Хитлер беше во последното решение, затоа се вика финално. Она што првично пробало направи е да ги избрка евреите од Германија. Значи и овој првото решение што го намерава е да ги избрка, така што големи се сличностите со Хитлер. Да, тоа што го спомна Руфче, дека реално он нема сега опозиција.
левицата е слаба, меѓутоа он ја измислува, он ја креира. Мора исто како Хитлер да замисли вештачки непријател, така да он ги нарекува и самите либерали ќе ги нарекува комунисти. Бајден ќе го нарече комунисти. Само момент. Тука не е точно дека нема она, ние за жал нашите вестите као ние ги примаме се многу филтрирани баш од либерални центри на моќ. И тие не кажуваат за работничките борби во Америка. Во моментот во Америка, во последните години, има преродба на работничкото движење во Америка. Има, али гледај го моментот. Например, од гледна точка на крупниот капитал. Зошто крупниот капитал го поддржа Хитлер и зошто крупниот капитал го поддржува Трамп? Си има некој, од нивна гледна точка, си има некој бубачки во главата. И Хитлер и Трамп. Ама, финално, во последна инстанца, тој работи за нашиот класен интерес. И сега, ако можеме ние да се договориме, тој да не чепни, туку напротив да го зголеми нашето богатство и да среди со овие што ни досадуваат работниците, работничиштата, например, као сека Илон Маск особено, има проблем со работниците кои му се организираат. И сега, ако тој може да го среди тоа, во ред нека неки имигранти или не знам што му попуштаме, исто беше договорот и со Хитлер. Значи, ако тие не секој од еден до последен капиталист бил фашист, што го поддржувал Хитлер, ама му одговарал. Јасно, значи Го презервира она што го има. Тоа што го спомена Рувче и која насака сакав да кажем дека нема таква, да кажем, брутална поделеност како тога што имamo меѓу левица и крајна десница, да кажем, левицата е пак на некој начин по блага, по интелектуализирана, други се патиштата денеска на левицата и не е толку во јавноста присутна, како што на почетокот на 20 век помоќна била левицата, кај што немаш толку медиуми, не влиеш на други луѓе, така левицата ако е активна на терен, била активна, била присутна и морал да се пресметува со неј, зборам Хитлер, односно, кој што бил малцинство тогаш, па после го протежирале како мнозинство капиталисти кога им требал, кога виделе. Сега, зборам кога е веќе на позиција на власт еден таков фашизоиден систем, левицата е многу слаба во однос на него. Така да не може да пројде приказната пред јавноста во Америка дека таа му е главен непријател, па секој мора да измислува како и Хитлер што измислуваше и надворешни непријатели. Така, мислам, така и надворешни непријатели Кина, па сега Европска унија која што имала многу поише ќарува од трговијата со Америка според него. Че време измислува и посочува непријатели. Тоа зборам еден од исто типичен нацистички момент, дали внатрешни, дали како што рече сега имигрантите муслимани, значи тоа е типичен фашистички момент, постои. Меѓутоа нас што не загрижува како социјалисти, како екосоцијалисти, што се презентира Македонија главен као здраве, истапување од Парискиот договор. Се прво да го спомнам малци Парискиот договор колку го познаваат луѓето, колку самиот бил добар, па после ова дали е значајно неговото истапување и за аргументацијата негова, која што исто така е создавање на пријател дека некој сака да ја ограничи неговата економија за разлика од Кина, Цвета или Индија, сега неговата економија да не ограничуваат, пак измислува непријател дека ради тоа Америка стагнира ради тој договор евентуално. Да, тоа е една доста жална, но за жал очекувана реакција на Трамп. Се ја повлече Америка по втор пат од Парискиот договор и тоа се случува во време кога има невидени пожари во Калифорнија. Значи едноставно не ја гледа врската, ниту тој сака да не ја види врската. Може би ја гледа, едноставно тоа е проблем на некој друг и не се замара. Парискиот договор за климата го донесоа, беше усвоен пред 10 години, во 2015 година, и наводно требаше да значи дека човештвото конечно сваќа дека имаме сериозен проблем и дека нешто во врска со тоа може да се преземе. Уште од старт беше јасно дека сите тие обврски кои ги преземаа државите беа доброволни. Никој немаше санкција ако не ги исполнуваат обврските. И сега од таа гледна точка, значи, например, овогодишните
пресметки што би значело ако би се исполниле залагањата од Парискиот договор е дека ќе добиеме затоплување од 2,7%, а тоа ви е пекол. Значи, дури исполнувањето на Парискиот договор не носеше до пекол. И сега, сето тоа беше, оние што се трудеа да најдат нешто позитивно во сето тоа, конечно ќе се најде одреден ентузијазам да се среди проблемот и врз основа на тој ентузијазам ние како човештво ќе отидеме и понапред од Парискиот договор. Но, за жал, тоа не се случи и фактички еден од првите клинови на ковчегот, сериозен клин во ковчегот на Парискиот договор беше првото Трампово повлекување од Парискиот договор на Америка во 2019 година, мислам. Тоа беше моментот кога тргна колата низ брдо. Во меѓувреме, толку веќе ја го сведоја Парискиот договор на нешто што не име гајле, зборувам за центрите на моќ, што едноставно на последниот состанок на климата, секоја година се одржува, не ни беа присутни Бајден и доста големи политичари. Така што ова што Трамп го направи, едноставно му го удри последниот клин во ковчегот на Парискиот договор. И сега ние можеме заедно со Трамп drill baby drill и ние да уживаме во удобствата што ни ги пружа капитализмот преку загадување и експлоатирање, но ако ние не се свестиме, значи нас не се чека голема негативна ситуација во иднина. И тука мора да се нагласи дека додека за центрите на моќ климатската криза значи дека ќе треба, ако се преземат мерки, да се лишат од своите профити и затоа сакат да игнорираат, од гледна точка на непривилегираните членови на општеството, посиромашните, климатската криза е најголемата социјална неправда. И од таа социјална неправда, може би денес, ние не сме директно засегнати, но утре таа социјална неправда нас ќе не удри. Значи, ако богаташите можат да си дозволат, бидејќи имаат моќ и пари, да ја игнорираат климатската криза, ние сите останати го ја немаме таа привилегија и ние мора сериозно да се зафатиме со решавање на климатската криза. Сега, во однос на климатската криза, веројатно становиштето, позицијата на Трамп е главно дека е онака измислена, дека реално не постои. Значи, во последните 20 години излегува многу инфлуенсери, јавни личности со влијание врз јавноста, кои што цело време зборат дека климатската криза е измислена, дека тие научници не ја кажуваат целата вистина, а тоа све оди во прилог на тоа дека мерките кои што би требало да не заштитат од покачување на температурата на светско ниво, одат во насока на одраз, односно во насока против интересите на капитализмот. И сега Трамп истапува и од Светска здравствена организација. Значи, со тоа исто така покажува дека исто дури, значи, све што беше она као некоја теорија на заговор или антинаучно движење и против вакцини и против, значи он застанува го интегрира во својата програма и тоа денеска ми делува неслучајно и ми делува дека десницата цело време свесно финансира низ годините назад инфлуенсери кои ја застапуваат таа позиција антинаучна, бидејќи научната позиција секогаш оди да го деконструира капитализмот. Ако идеме во сршта на работите, објективно го деконструира капитализмот кој што го уништува светот. Сега они цело време преку политика и сега Трамп тоа ја внесува во официјалната политика. Значи кажува дека да, не постои таа
климатска криза или не врска, не, договорот не успева дека другите држави не го поддржуваат, зашто Америка па да го поддржи да го исполнува. Така да, како што рече ти, тоа е една доброволна база беа тие контрибуции, односно придонеси национални. И им оди во прилог да више ја затвараат целата приказна и јавно кажуваат дека се против све што дури и науката кажува. Иако и самите организации, и Светската здравствена организација за време на ковидот покажуваат слабост, секогаш покажуваат дека зависат од одреден хегемон и од одредена политика што ќе им се наметне, така да и оние имаат и изгубено легитимитетот пред објективната јавност, граѓанска, народна, како да речеме, интелектуална. Така да различени се многу работи кои што некогаш бар покажувале одредено ниво на легитимитет дека веруваме, ај ова е научно докажано, па ќе веруваме. Сега, значи, главно за тоа работниците се изгубени, како што ви рече, за тоа стануваат негови сојузници. И сега овој фашизам како да е баран и од доле. Фашизмот на Трамп. И сега пожарите во Америка, нешто следува околу пожарите во Америка, и пожарите во Америка се во Калифорнија, каде што има опозиција на Трамп, се либералите, односно демократите се на власт, и главно таму се адресира дека пожарите се на некој начин и вина и предизвикани од негрижата на Демократската партија за состојбите таму. Меѓутоа никој не ја спомнува или многу малце ја спомнува климатската криза, или ако ја спомнуваат климатската криза, тоа што видов е дека ги обвинуваат демократите дека заради почитување на некои протоколи од климатската криза не користеле вода од океаните, од други цистерни, од други акумулации морале и заради тоа немале капацитет да ги гасат пожарите. Овие пожари се случуваат заради тоа што има суви ветришта, Санта Ана се вика тој ветер кој што постојано се случува и за време на зимска сезона во Соединетите Американски држави во Калифорнија, кај што последните години се случуваат рекордно високи температури, значи има врска со климатската криза, меѓутоа каков е одговорот сега на властите од кога се случуваат тие. И има и индици дека се подметнати тие пожари, се едно, меѓутоа тие пак воведуваат на одредена опозиција и позиција во внатрешните односи. Меѓутоа што се случува на терен е дека тоа се главно богати краишта што се изгорени, така да како што рече тие не им смета многу на тие што ги изгубија живелишта, меѓутоа има и посиромашна класа која што страдаше. И сега како Америка се справува со овој период споредено со претходни кризи што ги има и како ги представува во јавноста? Да, мене најинтересно ми е она всушност што не ми е најинтересно, туку најмногу што ме засегна е тоа што става акцент на одредени грабежи, изолирани грабежи кои нели ја искористија ситуацијата и тука се дава етнички презнак, нели? Мексиканци, афроамериканци, луѓе кои што влегле во тие опожарени места или они места кои што биле евакуирани, па биле оставени, тие влегле по бела техника, по вако такво, но тоа всушност е огледало на целата ситуација која што се случува таму. Мислам, домувањето, проблемот со домувањето или бездомништвото, тоа е интегрален проблем на Калифорнија. Особено оние метро подрачја што се големи, познато е дека има огромни пространства каде што домуваат бездомници на јавни површини. Додека одредени згради стојат нели на капиталистите, стојат празни, тоа честопати се адресираше и повторно како да има реприза од оние немири што се случува во 92 година околу Родни Кинг, што се случува оние пожарување, тоа беше друг тип на катастрофа. Да, тоа е политички, но пак политичкиот контекст како да е присутен, например засегнатата една од засегнатите површини, како што спомна, некој понизок социјален стратум, што се вели, каде што концентрирана повеќе мексиканска, афроамериканска
популација и во однос на она би сумирал и би направил еден, би заокружил од она се што зборувавме за тоа што како да ги има сите елементи она околу опозицијата, значи опозицијата била секогаш присутна, но некако како да не ја пуштале да вирее. Еве алудирам конкретно во овој период околу 60-тите, 80-тите, нели ги имаше Црните пантери, особено во тој, наврват на јазикот ми е, не знам како се вика тоа градче, кое што е буквално збришано малтене од овие пожари, но тука биле особено јаки, што се вика Црните пантери, известувале одредени промени, во тој даден простор искористиле некои законски промени во тој период, дури ги издействувале. И тука е она што спомнавме околу религиите, нели Црните пантери воглавно имале и маоистички бекграунд, а некои биле подложни на Nation of Islam, што не ги коментирам тие организми, сакам да кажам како опозиција, например, ние двојни аршини, додека организации како Ku Klux Klan не наишле на таква, не знам, политичка, судска, да бидат процесуирани и да добијат таков лейбл како терористички организми, барем според оние сознанија јас што ги имам, како што биле спроведени, например, Црните пантери. Подоцна има и друг обид, што го спомнав околу 92-та. Сето тоа, оние полициски бруталности, расни предрасуди, биле навестувани од рап групи, што често пати тогаш немало медиуми и ги викале медиуми од репортери од андерграунд, што сушност пренесувале за сето тоа што се случува во улиците на ЛА, особено во черните часови, и сето тоа мораше да дојде до видео рекордерона, до тейп, да се снима, па за да светската, мислам, целата јавност се увери дека постои, има да не се променило ништо околу тоа. Сега, моментално, што гледаме ние преку медиумите, гледаме дека главно се говори за колку Калифорнија изгубила во милионски суми имот. Како тој имот ќе се изгради пак, колку, дали ќе порасне цената на живот у Калифорнија, дали осигурањето ќе биде поскапо. Значи пак не воведуваат во тие теми колку животот ќе биде потежок за Калифорнија во однос на Америка, колку Америка од централно ниво ќе треба да им даде пари нив за да ги обноват работите. Значи тука останува и се одговорноста, малку се спомнува одговорноста колку имаат институции со национални, градски и така натаму, кои што се борат против пожари, колку се спремни за тоа, колку ги предвидуваат работите сега што доаѓаат со менување на климатските кризи. Значи, одговорноста во општеството ја префрлаат главно на се караат меѓу нив, дали се либералите криви или републиканците криви, а пошироката политика во однос на економската криза не се спомнува, и нити во однос на климатската криза. И сега, тука ние како комунисти, како левичари, да не се изгубиме во нивно толкување, кој е крив меѓу нив, главно државата не води сметка за интересите на сиромашни. Тоа ми беше поентата. Всушност, Калифорнија како Калифорнија има огромен буџет. Тоа ми беше поентата со адресирањето. Тие како да не сакаат да го решат тој проблем, например, со бездомништво и со сите, и со овој тип на катастрофи, да не дојде до тоа, да се превенира или да тоа да не се прошири, да не дојде до такви инстанци. Но како да немаат слух, например, на бездомниците им даваат бесплатни китови оние за конзумирање на дрога, наместо да се реши домувањето, да не дојде до тоа, до таков степен. И всушност тоа сака да кажам дека вистинските грабежи ќе настапат допрва сега, она која осигурителните компании, луѓето што се занимаваат со недвижнини, кога сето тоа ќе се исчисти и ќе се обиде да ги откупат тие загрозени подрачја за багателни цени. И мислам дека тие грабежи се всушност многу поголеми од оние што се става фокус моментално.
во целата таа катастрофа. Јас ќе се надоврзам за ова за Калифорнија и повторно на климатска криза на темата колку климатска криза е огромна социјална неправда, класна неправда, значи прашање што треба да интересираат и комунистите, социјалистите, тоест да му биде на дневен ред. Прво, оние што ја создаваат кризата се богатите, бидејќи водат загадувачки начин на живот. Најтипичен пример е возикарењето со авиони, приватни авиони, додека, значи, едни создаваат кризата, ја влошуваат, други ги трпат последиците. И сега дури кога ќе речат дека дури пожарот, као што се случи во Калифорнија, зафати и Малибу, зафати многу богаташи. Но богаташите, иако нивниот дом е далеку повреден отколку некоја куќарка на некој сиромашен човек, толкава е концентрацијата на богатство во мал број раце во денешницата, што тој многу полесно ќе може да изгради подобра, А најчесто си имаат и резервен дом на друго место. патем. Додека таа куќарката на тој што му изгорел, што е сиромашен, после тој ќе стане бездомник. Затоа, дури кога либералите сакат да кажат, ние сите сме во ист чамец. Не сме баш во ист чамец. Некој е привилегиран, некој не е. Значи, ќе се трпат последици и затоа последиците од доаѓањето на Трамп и затоа во крајна линија го разговараме сето ова. Тоа се случува во Америка, дај да видиме што се случува во Македонија. Последиците од владењето на Трамп ќе бидат и за целиот свет. Политички, економски, еколошки. Околу еколошките последици, атмосферата не знае за граници. Значи, ако загадуваат во Америка, тоа ќе ја влоши ситуацијата на целиот свет. Така што и ние ќе ги трпиме последиците од сето тоа. Економските ќе направи големи турбуленции на економските текови на светско ниво, кај што, мислам, повторно се враќа темата на 30-тите години, тоест 29-та година, кога изби големата депресија во Америка. Тоа била само криза огромна на хиперпродукција на Америка. Но моментот како се прелеа таа американска криза на целиот свет беше кога воведоа високи тарифи на стоки од други земји. И на тој начин ја извезоа големата депресија во останатиот дел од светот. Тарифите кои ќе ги воведе Трамп, ќе ги наруши економските текови, може би на краток рок ние повторно да бидеме дел од привилегираните од типот на Европска Унија, наместо да извезува во Америка, ќе извезува во земји као Македонија. Но на втор бран ќе не фатат нарушувањето на економските текови и нас. Така што не е седно, а на политички план инспирирањето на секакви разноразни десничари и фашисти, кои може би не се нарекуваат фашисти, но се фашисти, од Трамп и што се случува ќе биде ова е голем поттик за сите тие. Онака исто како што ги инспирира израелскиот фашизам да сметаат дека луѓето од нивните земји со различна национална припадност треба да се постапува као што Израел постапува со палестинците. Значи, затоа Израел е проблем, светски проблем, бидејќи ги поттикнува радикално десничарските движења. Исто ќе биде и ќе бидеме затворени сите ние во еден бран на фашизација, што може би нема да се вика така, нема да се нарекува така, но во суштина ќе биде. И тоа е доста негативен тренд на идниот наш развој, но една од главните поенти, ако ние одбиваме да чекориме кон социјализам, тоа не значи дека ние
не ќе ги имаме за веки веков оние привилегии кои сега ги уживаме. Капиталистите посегаат дури по фашизмот. Ако ние не одбиваме да преземиме контрареакција, тогаш ќе ги трпиме последиците, бидејќи работата е иста као една многу позната изрека од 30-тите години, кога дојдоа по фашистите, по комунистите, јас молчев. Кога дојдоа по социјалистите, јас молчев. Кога дојдоа по синдикалистите, молчев. Кога дојдоа по мене, немаше кој да крени глас. Сега, стварно е убаво да збориме на овие теми и да чекориме, да се трудиме кон социјализам. Една од работите кои што ние треба да си даеме подршка меѓу себе и меѓу граѓаните кои што сакаат и треба да се занимаваат со политика, е да не тргаме поглед од работите што се битни и што се актуелни, како што почнав на почеток муабетот. Значи тука сме у некоја опасност дека луѓето се свесни дека се случува неубаво нешто на политичката сцена, нешто што им е спротивно од чекорење кон слобода, кон правда, кон убаво живење, често бегаат од занимавање со политика и дури и слушање политика. Не ќе ни да слушат и одат во најлесна забава, ќе гледаме серии, било што, значи наставно дека е, како да кажем, пресилно е за нив чувството overwhelming, као да се соочат со таква неправда. Ние оставаме пат се повеќе десничари да презимаат или луѓе што се опортунисти што ги водат овие политики. Сега тука би се инспирирало и себе и нас и тие што не гледаат да се занимаваат да ги гледаат работите како што се. Тоа не значи ние да баш да отидеме у тоа фаталистички, дека ако не го смениме сега и одма светот, дека све на црно ќе трне. Гледаме дека не е добро, меѓутоа пак да задржиме во нас и оптимизам и надеж дека може да биде подобро и дека добро се живее до негде, дека ако па отидеме фаталистички онака, сите ќе бидеме некои камикази да влеземе, емотивни камикази ќе се уништиме, значи да треба да го најдеме балансот и да го инспирираме балансот, а и да не се тргнеме скроз, дека треба реално живееме во свет со неправда, со агресија, со доминација на одредени врз други, и земји, и класи одредени врз други. Значи не се почитува све што е многу работи што се подпишани, не се почитува правен поредок некаде каков што е. Меѓутоа, тоа е светот во кој што живееме и има од друга страна и многу луѓе што сакаат да го сменат светот на подобро, работат на тоа да го сменат светот на подобро и мора тука да се поддржиме, дека постоиме, не е за џабе нашето постоење, не е ни стерилно. Има своја потенција која што не знаеме кога ќе преовлада, еве, со речникот на овие што го промовира Трамп, дај Боже да преовлада. Сега, меѓутоа надежта кај работничката класа главно гледам дека е само оние се живеат за себе, тоа сме го говореле претходно низ муабетиве, дека толку сме диспрезирани, индивидуализирани и тоа Трамп го користи и игра на таа улога. Пријателот е надвора, ние дома ке... Да, една од причините и за засилувањето на радикалната десница е проширувањето на индивидуалистичките ставови и тоа либералите го направија. И сега тие сакаат да ги изолираат луѓето, сите да бидат посебни и да нема заедница од било каков вид, и тоа сметаат дека е така треба да функционира општеството. Либералите зборувам, но егоизмот произлегува од индивидуализмот. Ако ти создадеш население од индивидуалисти, тие веќе не ги сакат да мрднат со малиот прст за добробитта на другиот. И сега тука го имаме главниот проблем. Например, ете ова што го цитирав околу потребата од обединување за спротивставување на злото. Како јас ќе го кренам гласот кога ќе дојдат за другите, ако не им е гајле за другите? Ама тој егоизам доаѓа со цена, и таа цена не е само општествена, туку е лична. Значи, човек кој е отруен од егоизам
едноставно не живее убав живот. И тоа е голем парадокс. Како може единствено да си мислите само за себе, а при тоа да имате, да не го сакате својот живот. Но многу егоисти го имаат тоа искуство. Бидејќи не е таков начинот како да се живее добро. За да се живее добро, треба да им помогнете. Кога ќе му помогнете некому, искрено и со главна цел да му помогнете, тогаш вие се чувствувате убаво. Значи, има придобивки од заедништвото кои либералите не ги гледаат, ниту сакат да ги видат. Но едноставно успеа да ни ги отрујат животите и ние треба да се детоксифицираме и да видиме, да се бориме за да живееме подобро. Таа борба, верба во можноста за подобар живот е она што во голема мера имаат убиено на работниците. Она што ние треба да направиме е таа верба дека може да се живее подобро. Никогаш не е доволно црно колку што може да стане ако ние бидеме пасивни. Значи, мора ние да се трудиме да одиме напред. Ако не се трудиш да одиш напред, тогаш не можеш да одиш напред. И сега, таа верба, таа надеж која мора да им ја вратиме на луѓето, дека она што го гледаат е дека не им чини животот. Иако ние зголемен животниот стандард, иако на многу луѓе во Македонија живеат, имаат повисоки примања од пред 10 години, самите можат да се запрашаат дали сега живеат подобро отколку пред 10 години. Значи, не е начинот како подобро да се живее само да се рмба и да се троши. Мора да понудиме друга матрица и да понудиме визија кај што поинакво живење и поинакво општество е можно и дека може да се успее. Да, ма ни продадува приказна дека опортунизмот е нешто што треба секој човек да го прави, да се снајде во овој живот. И опортунистички властодржци подржуваат луѓето, затоа Трамп објективно си кажува дека сака, како што речете, го земи Гренланд и Панамскиот канал. Панама е потопла, некако изгледа повише нека Панама ќе влече. И го сведува политичкото на навивање за групи, како што се навивачите претходно, така да нас не ставаат у позиција на гледачи. И треба ние знаеме, меѓутоа треба мнозинство да го убедуваме дека не се само гледачи. Кога се гледачи исто учествуваат, дека платиле карта таму некаде, му даваат моќ на тој што организира представата. Како да ги убедиме дека не се само гледачи, дека со гледањето се само соучесници? Да. Ако ништо друго да преземат одговорноста дека се. Не, само би сумирал од себе ова што го спомна и Здравко даде многу исцрпен осврт. И во однос на главните актери што ги говоревме при оваа емисија, Маска, Трамп, чисто би кажал дека оно што зборевме, не може нас работниците да не свати една личност како Маск, кој израснал во едно семејство кој експлоатирало рудници на скапоцени камења. И за Трамп само би кажал дека е олицетворение, персонификација или личност која со своето понашање, она ноншалантно и она директно, она што без никаква маска, дава одраз на она всушност како е дип стейтот, како е капитализмот, оние врвот што се во бекграунд, уште поголеми играчи од самиот него и колку се всушност бескрупулозни. Тоа само би го кажал. Почитувани гледачи, гледате представата на светско ниво што ние сервираат главните светски играчи, меѓутоа размислувајте со своја глава, наоѓајте свои другари во вашето најблиско обкружување, гледајте гласни идеи, придружете се на идејата и задржете надеж дека може да изградиме подобар свет.